Грција веднаш да се откаже од оспорувањето на постоењето на македонско и на турско малцинство на незината територија во северозападниот дел на Грција и покрај тоа што и самите признаваат дека во Грција живеат 2,5 милиони жители кои говорат на словенско наречје, грците не им дозволуваат да се нарекуваат македонци. Ова е наведено во извештајот на независниот експерт Геј Макдугал, што како дел од тимот на Обединетите нации во септември лани престојуваше во егејскиот дел на Македонија. Макдугал констатира дека таму има македонци кои се плашат да кажат што се, не го знаеле мајчиниот јазик или ако го учеле, го научиле во кругот на семејството, а не во образовните институции. Макдугал затоа вели дека е чудо како досега немало никаква образовна институција каде што би се учел јазикот што го говори ова малцинство. За македонците што живеат во Грција, извештајот е уште еден доказ дека Грција остана без аргументи, докажувајќи дека не постојат македонци. Ние сметаме дека е позитивно за нас за презентирање на македонското малцинство во Грција и што е поважно однесувањето на грчката држава против основните права. Сакам да кажам дека од еден експерт на Обединетите нации навистина од наша гледна точка позитивен поен од политичка гледна точка, видејќи веќе полека не можат и не може грчката политика да го покрива сонцето кога знаеме и знаат сите експерти што и каква е ситуацијата со непринципијална политика со националните малцинства во Грција, значи дека е негативна политика на грчката држава. Според извештајот на Макдугал, правото на заштита на малцинствата мора да биде почитувано во согласно со Декларацијата за малцинствата и основните меѓународни договори за човекови права. Од Грција се бара и целосно да ги спроведе одлуките на Европскиот суд за човекови права, особено оние со кои на здруженијата треба да им се овозможи употреба на зборовите македонски и турски во нивните имиња, како и за слободно изразување на нивниот етнички идентитет. Иако во последно време се забележува попуштање на тврдата политика што ја применуваат грчките власти кон оние што се идентификуваат како етнички македонци, се уште постојат такви случаи. Наспроти ова тврдење на независниот експерт Макдугал, наведено во извештајот за заштита на човековите права на Обединетите нации, актуелниот грчки премиер Караманлис и целата негова влада во секоја прилика го негираат постоењето на македонци во Грција.